Директорката на Фондот за здравствено осигурување Маја Парнарџиева-Змекова денеска поднесе оставка од функцијата поради, како што рече, лични човечки причини. Чекав да се добијат резултатите од судска медицина за да се констатира причината за смртта и да се види вистината за случајот со Тамара, кој заради се што се случи и пеколот низ кој минувавме, но и напорите кои претходно ги правевме, а дел од јавноста не ги вреднуваше, сепак целиот мој живот ќе го носам со себе и покрај тоа што сум свесна дека се што можевме, се сторивме, буквално се, рече Парнарџиева-Змекова. Таа додаде дека дополнително интерна комисија во фондот провери и констатира дека сите процедури во лекарските комисии и стручните служби во фондот се испочитувани. Обдукцијата, додаде Парнарџиева-Змекова, покажала оти причината за смртта не е поврзана со операцијата која Тамара требаше да ја има, а за која на крај се обезбедија средства. Институтот за судска медицина по извршена обдукција на телото на починатото девојче Тамара Димовска потврди дека причината за нејзината смрт е бронхопневмонијата. Во извештајот од обдукцијата утврдено е дека причината за смртта не е сколиоза, туку бронхопневмонија, односно акутно воспаление на респираторните органи, а утврдено е и присуство на емфизем во белите дробови. Се вели во денешното соопштение од Државниот санитарен и здравствен инспекторат. Од таму велат дека ќе продолжат со испитување на случајот во рамки на своите овластувања и надлежности. Во ректоратот на Скопскиот универзитет денеска е закажана втора средба на работната група за високо образование, составена од представници на сите засегнати страни, универзитетот, владата и Министерството за образование и пленумите на студентите и професорите. На првата официјална средба во четвртокот, која траеше речиси 5 часа, беше заклучено работните групи со представници од универзитетот, вклучувајќи го и студентскиот и професорскиот пленум и од Министерството за образование и наука за 30 дена да изготват анализа за состојбите и врз основа на неа да се дефинира концептот за изработка на законски текст за високото образование. Министерот Абдилаким Адеми вчера во изјава за медиумите не прецизираше дали во концептот ќе остане како идеја државниот испит. Европарламентот препорачува итно отворање на преговорите за членство во Европската унија. Подпредседателот на Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент Андреј Пленковиќ изрази задоволство од усвоената по 9-ти пат резолуција за Република Македонија. Тој истакна дека е неправедно тоа што Унијата и го прави на Македонија со грчките блокади апсолутно бескорисно и дека нема европски дух. Според Пленковиќ, денешната политичка криза во нашата земја е исто така резултат на фрустрациите од неправедната блокада во евроинтеграциите. Сметам дека е неправедно кон Македонија што веќе долго време тоа прашање ги блокира преговорите. Тоа е ниту во европскиот дух, ниту е корисно и создава, се разбира, одредени фрустрации и проблеми во внатрешно политичката сцена во Македонија, зашто можеме да се дочиме во последното време поради оваа афера што во моментов се случува околу прислушувањето. Русија во целост ќе прекине со испораката на газ за Украина во рок од 2 дена доколку Киев не плати за долговите. Тоа може да предизвика и транзитен ризик за Европа, се вели во соопштението на Газпром. Директорот на Газпром Алексеј Милер вели дека Украина не платила за газ испорачан во март и моментно повлекува се што може од платените залихи, со што сериозно ризикува укинување на испораката на газ. Од претходно уплатениот аванс останале пари само за 219 милиони кубни метри газ. Потребни се 2 дена за да стигне уплатата на нафтогаз на сметка на Газпром. Поради тоа испораката на 114 милиони кубни метри газ за Украина ќе предизвика целосен прекин на испораката на руски газ веќе за 2 дена. Тоа ќе предизвика и сериозен ризик за транзитот за Европа, наведува директорот на Газпром Милер.